Второто издание на детската Евровизија се емитуваше викендов во живо од Мадрид, Шпанија. Новогодинишното издание се надпреваруваа 17 земји, а Андреа Путкарадзе од Грузија беше прогласен за победник на детската Евровизија 2024 година со песната To My Mom. Ова е четврти пат Грузија да победи на детската Евровизија. Во живо од Каха Магика од Мадрид, овогодинишната јуниорска Евровизија ја водија Рут Лоценцо, Марк Клодет и Милани Гарсија. Андреа Путкарадзе од Грузија беше крунисан за победник врз основа на гласањето од националните жирија во сите 17 земји во конкуренција. По 8 пат гледачите од целиот свет можеа да гласат за нивните омилени песни во два прозорци. Онлайн гласање пред шоуто, каде што гласањето се заснуваше на делови од пробите, и онлайн гласање за време на шоуто, каде што гледачите може да гласаат за време на 15 минути по последниот настап. Националното жири и онлайн гласањето утврдија по 50% од резултатот. Македонските представници Ана и Алексеј со композицијата Маратон, Дилана Лазар и Магдалина Цветковски настапија како седми, а завршија предпоследни. Селена Гомес, која актерската кариера ја започнала на 10 години, смета дека нејзината детска слава го забавила нејзиниот развој во 20-тите. Во едно неодамнешно интервју за Elle, таа беше прашана што би сакала да знае пред да зачекурала во светот на познатите. Таа одговори: "Имам фантастично семејство и моите родители ми поставуваа јасни правила за што сум благодарна. Сепак мислам дека немаше да го сторам тоа толку рано ако размислов за себе од сегашната перспектива." Гомес објасни дека многу работи ја кочат. Дополнителниот притисок од многу луѓе не ми помогна да развијам чувство за сопствениот идентитет во моите 20-ти. Тоа беше многу тежок период. Секојдневно се справувам со тоа, истакна таа. Таа призна дека се труди да гледа на светот од позитивна страна и се фокусира на проектите што и се допаѓаат. "Давам се од себе да останам позитивна и да се фокусирам на вакви работи кои навистина ме прават среќна", рече таа зборувајќи за нејзиниот нов филм Емилија Перес. Но би рекла дека можеби е подобро прво да почекаме и да го живееме животот малку, додаде таа. Гомес се прослави во 2007 година како главна актерка во серијата на Дизни Волшебниците од Waverly Place. Една година подоцна таа потпиша договор со Hollywood Records и почна да се занимава со музика. Светулки. Седмоделенката Донка Китанова од основното училиште Вера Циревири Трена од Скопје е добитник на највисоката Гран-при награда на меѓународниот поетски конкурс на 57 Рацинови средби кои се одржа во изминатите 3 дена во Велес, градот на Рацин. Нејзина менторка е професорката Ана Кралевска. Освен од основните и средни училишта од земјава на литературниот и ликовен конкурс "Мене и душата ми е црвена", годинава учествуваа и литературни и ликовни творци од Хрватска и Србија, а кои беа меѓу наградените и пофалините. Во изјава за Мија, добитничката на Гран-при наградата Донка Китанова рече дека втор пат учествува на овој значен меѓународен литературен конкурс, а лани освоила 3та награда. Песната ја напишала за една недела. "Оваа награда за мене значи голем успех и многу сум среќна што ја освоив, а воедно оваа висока награда со името на Рацин ќе биде мој путик и понатаму да продолжам да творам, а можеби во иднина ќе издадам и моја стихозбирка", најави наградената седмоделенка Китанова. 4 часа концерт, 1 час за секоја декада на сцената. Меморија вчера одржа концерт за памитење во арената Борис Трајковски. Во преполна сала Питар Перо Камиказа, Апостол Икономов Поца, Ристо Самарџиев и Сашо Ангелов покажаа дека имаат сила, енергичност и волја нивната музичка сторија да трае и за наредната генерација. На бендот се придружија двајца нови членови: Давор Јордановски на клавиатури и Рубин Димковски на гитара. Атмосферата пред настанот ја загреа бендот Фор, пошто на сцената излегоа македонските Ролинг Стоунси. Концертот почна со сплет од патриотски песни со двајцата пејачи на сцената, Поце и Ристо, заедно со Андријана Јаневска. Како специјален гостин се појави и Филип Николовски, кој е од Прилеп, има 25 години и се движи со помош на количка. Поце имаше и емотивен момент на песната "За тебе", посветена на неговата почината сопруга,
кога не успеа да ги задржи солзите.